Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Колку од нас имаат речено: не е моја вина, јас не сум крив, јас не сум крива, во него, во неа, во нив е вината. Некој ќе рече: тие се криви зашто не ме научиле како што треба, тие се криви зашто страдам. Некои од нас постојано вината ја префрлаат на другиот, било тоа да е на партнерот, на децата, на колегата, на пријателот, на некој член од семејството. Ова се нарекува јазикот на жртвата, речникот на жртвата. Станува збор за јазик во кој ние секогаш се гледаме како жртва и како секогаш некој друг е виновен за ситуацијата во која сме. Сме били научени во минатото да мислиме како сиромашни луѓе, а со тоа да зборуваме како сиромашни. Да го перцепираме светот како сиромашни луѓе и полека, но сигурно сиромаштијата се прилепила, се закатанчила за нас. Зарем не е така? Истото се однесува и за улогата на жртва. Кога размислуваме како да сме жртва, кога зборуваме како жртва, кога нашето време го поминуваме со луѓе кои го имаат истиот светоглед, тоест како жртви. И така ние секогаш ќе бидеме жртви. Вистината е оваа изјава, колку и да не ни се допаѓа, ама е реалност. Нивото на нашиот живот не може да биде повисоко од она што мислиме за себе. Драги мои, започнува Елиезер. Во Евангелие според Лука, 5 глава, пишува: еднаш, кога народот се притеснуваше кон него за да го чуе Словото Божјо, он стоеше покрај Генисаретското езеро. Тогаш виде 2 кораба, што стоја покрај езерото, а рибарите излегле од нив, си ги плавеа мрежите. И кога влезе во еден од корабите, кој беше на Симона, го замоли да се оддалечи малку од брегот, па седна и го поучуваше народот од коработ. А штом престана да говори, му рече на Симона: заплови во подлабоко и фрлете ги мрежите свој за лов. Но Симон му одговори и рече: наставниче, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но по твоја волја ќе ја фрлам мрежата. И штом го направија тоа, тие уловија голема количина риба, да дури и мрежата им се скина. Им дадоа знак на другарите што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполнеа и 2 кораба, така што за малку ќе потонеа. А кога го виде тоа, Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: оди си од мене, Господи, оти сум човек грешен. Зашто беше влегол страв во него и во сите што беа со него, од тој улов на риби што ги уловија. А исто така и во Јакова, Јована, синовите Зеведеви, кои му беа другари на Симона. И му рече Исус на Симона: не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. Кога ги извлекоа 2 кораба на суво, оставија се и тргнаа по него. Да се фокусираме на она што се случува помеѓу Исус и Петар. Се случува толкому она со што се соочуваме секојдневно.
И Петар го употреби јазикот на жртва со зборовите дека цела ноќ ловеле и не уловиле ништо. Но што направи потоа Петар? Го послуша зборот на Исус уште еднаш да ги фрлат мрежите. Со други зборови, Петар одлучи да се фокусира на Исусовите зборови, а не на неговиот проблем, не на неговата неможност да фати риба. Кој е нашиот проблем во моментов? Со што се соочуваме? Што е тоа што не остава мирно да спиеме? Што ни создава кошмари? Што не мачи? Она на што ќе се фокусираме е наша лична одлука. Петар имаше проблем. Очигледно дека работата не му одеше најдобро. Неговата кариера не одеше во нагорна линија, но одлучи да не се фокусира на фактот дека работата не му оди најдобро. Одлучи да не се фокусира на неговата сиромаштија, на неговата финансиска состојба, туку да се фокусира и да се потпре на Исусовите зборови. Многу пати го повикуваме Господ Бог и му ги кажуваме нашите проблеми. Господи, види со какви проблеми се соочувам. Зошто не направиш нешто? Преземи нешто. Зошто не ми помагаш? Погледни колку трпам. Види во каква ситуација е моето семејство. Мојата ситуација е најлоша во однос на другите. И одеднаш, во тишината ќе најде некоја мисла, некоја идеја. Таа мисла е од Бога. Таа мисла може да гласи: а зошто не го направиш следново? Направи го ова. Но, многумина од нас, наместо да реагираме на таа мисла и да сториме нешто, да одиме по инструкциите негови, ние се фокусираме на проблемот. И започнува номерата на жртва, јазикот на жртва да свири. Да, пробав, разбирам, ама тоа не може да биде, не е можно да се случи, не може да се направи. Потребни ми се уште финанси, ресурси и така натаму. И така, многу пати ние се саботираме самите себе. Ќе се согласиме на ова, нели? И покрај тоа што Господ Бог ни го дава решението и Светиот Дух ни го покажува излезот, како што му рече Исус на Петар да ја фрли мрежата уште еднаш, ние се фокусираме на проблемот. Ние ќе речеме: ама веќе ги фрлив мрежите, и вчера, и ден пред тоа, и претходно, и ништо не фатив. Тоа што ми го сугерираш не може да се направи. Пробав и не функционира. Врз основа на ова бараме луѓе на исто ниво. Бараме луѓе од кои ќе го чуеме следново: да, во право си. Откажи се и не обрнувај внимание. Зарем не гледаш дека не успева? Баш оди кон полошо. Бараме токму такви луѓе, кои ќе не утешат и ќе сочувствуваат со нас. Зарем не гледаш дека не функционира на таков начин? Сите поминуваат низ тоа. Но, да запомнеме. Доколку поминуваат такви размисли низ нашиот ум, доколку зборуваме како жртва, се дружиме со луѓе кои се перципираат како жртви, ние никогаш нема да излеземе од таа рамка да се гледаме и да се доживуваме како жртва. Затоа, да престанеме да бидеме жртви. Да, понекогаш се чувствуваме поразено, уништено, бидејќи сме се труделе толку многу, сме се обидувале и сме се умориле. Не можеме да ја видиме светлината на крајот на тунелот. Не можеме да го најдеме решението на проблемот. И така, ја прифаќаме реалноста и се помируваме со тоа. Животот на разочарување и загуба. Се поставува прашањето: што се случи со Петар? Што се промени? Нели тој се обидуваше цела ноќ да фати риба, но не успеваше? Инструкцијата од Исус промени се. Од сиромав го направи богат. Од разочаран и мизерен човек го претвори во среќен човек. Што значи? Потребна е инструкција од Исус Христос. Не значи дека доколку денес сме разочарани, утре нема да бидеме радосни. Во овој свет, ниту една ситуација не е постојана. Еве, на пример, во минатото нашиот бизнис одеше добро, но во моментов не. Зарем тоа значи дека така ќе остане? Не, се разбира дека не. Слично, доколку немаме финанси во моментов,
Тоа не значи дека нема да имаме финанси утре, бидејќи во овој живот ниту една состојба не е постојана. Петар се уште не беше апостол. Беше рибар. Исус го сретна Петар како рибар. Тоа му беше професија, бизнис. Подоцна Исус му рече на Петар: не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе. И потоа сите ги оставија своите бизниси и заминаа да го следат Исус. Со други зборови, штом го запознаеме Исус, нашиот начин на размислување се менува. Нашиот живот ќе се промени. Нашата работа, бизнис ќе се промени. Местото каде што живееме ќе се промени. Ова се случува кога ќе го сретнеме Исус. Тој ќе не земе од местото каде што се наоѓаме и ќе не понесе кон божествената дестинација. Let the fire from your altar come consume us tonight. Let the fire from your altar come consume us tonight. Let the fire from your altar come consume us, God. And let the fire from your altar come consume us, God. Петтиот стих гласи: Наставниче, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но по Твоја волја ќе ја фрлам мрежата. Ова реченица укажува на фрустрација, присуство на страв. Бидејќи Петар го почувствува стравот во себе, ја откри фрустрацијата што лежи во него, тој реши да се избори со сето тоа и да го надмине, и да го стори спротивното од она што неговиот страв го диктираше. Неговиот страв му зборуваше: не ги фрлај мрежите, бидејќи цела ноќ работеше напорно и ништо не улови. Неговата фрустрација му зборуваше: не ги фрлај мрежите, се умори. Ама Петар сакаше да се избори со сето тоа и затоа го направи спротивното. Ги фрли мрежите. Што лежи во нас во моментов? Дали сме откриле што е тоа? Дали сме увиделе дека во нас има страв, дека тој ни зборува? Стравот не спречува да ги донесеме важните одлуки во животот. Што е тоа што ние треба да го надминеме? Мора да откриеме што е тоа што лежи во нас, а треба да го надминеме се со цел да стигнеме до Исус Христос. Доколку има нешто во нас што не мачи, не тежи, а не го отстраниме, нема да можеме да дојдеме до Исус. Нема да можеме ни инструкцијата од Бог да ја чуеме. Затоа да престанеме да бидеме жртви. Јазикот на Светиот Дух е толку едноставен, што ниту еден од нас на крајот од денот би имал изговор и би рекол:
Господе, Твоите зборови се претешки за разбирање за мене. Не можам да ги разберам. Јас не знаев што да правам, што беше исправно да направам. Пораката на Светиот Дух едноставна. Од најмал па се до најстар, од необразован па се до високо образован човек. Зошто е тоа така? Затоа што доаѓа од Светиот Дух. Некои од нас немаат и цел, причина за што да живеат. Истото беше и со Петар. Секој ден го правеше истото без некоја посебна желба. Тој немаше представа за што Бог го создал. Тој не го знаеше својот повик. А неговата причина за постоење ја кажа Исус. Од сега ќе ловиш луѓе. Така што, Петар ја откри својата цел во моментот кога го сретна Исус. А ние? Дали сме го сретнале Исус? Сме го запознале ли? Дали знаеме зашто сме создадени? Зашто сме испратени? Исус ни вели: ќе ја знаеш вистината и вистината ќе те ослободи. А ако ја знаеме вистината, нема повеќе да бидеме жртви, нема повеќе да бидеме заковани и ставени во затворот на незнаењето, разочарувањето, стравот. Ки ни се отворат очите и ќе гледаме чисто, и нашиот живот ќе има цел и значење. Господ Бог за сите од нас има повисока цел и причина за постоење. Не создал со цел, не создал за да направиме промена. Да не го заборавиме тоа. You are more than I could have ever dreamed of. You are everything I'll ever need. You are more than I could have ever dreamed of. You are everything I could ever need. You are more than I could have ever dreamed of. You are everything I will ever need. You are more than I could have ever dreamed of. You are everything I could ever need. You are more than I could have ever dreamed of. You are everything. Откако сме открили причината зошто сме создадени, што треба да сториме? Треба да го следиме, да годиме тој пат, таа цел. Што направи Петар откако ја дозна својата цел? Ги остави мрежите и се останато и тргна да го следи Исус. Каде што одеше Исус, таму беше и Петар. Се наметнува и следново прашање. Дали ќе биде сето тоа лесно? Лесно ли ќе биде следењето на Исус? Ќе има ли потешкоти и препреки? Имаше ли Петар препреки? Секако дека имаше. Петар имаше тежок предизвик, на кој покажа дека е слаб. Зарем не се одрече од Исус 3 пати и покрај тоа што рече дека тоа никогаш нема да го стори. Но од друга страна, Петар не се откажа од својата цел, ја продолжи својата работа, да го проповеда Евангелието, добрите вести, да изгонува демони, да лекува луѓе во името на Исус. Треба да ни биде јасно дека ќе се соочуваме со предизвици. Да, не е лесно, но што е лесно? Лесно е да се биде жртва, губитник. Ако не направиме ништо, што би очекувале? Лесно е кога се е во ред, но што кога тешкотиите ќе надвиснат? Тогаш ќе почнеме да го користиме речникот на жртва. Ах, мене само лоши работи ми се случуваат, зошто ми се случува ова? Или, штом ќе надвисне тешкотијата, ќе речеме: оваа тешкотија ја гледам како начин за самоподобрување. Ова за мене делува како адреналин за успех. Причина плюс да се молам повеќе, да постам повеќе се додека не успеам. Човек со визија никогаш не се откажува. Никој и ништо не може да запре човек со визија. Зошто е тоа така?
затоа што човекот со визија знае дека го има Исус Христос покрај него. Тој човек знае дека Исус Христос го има во неговиот чамец, во чамецот на животот. Дали ние го имаме Исус Христос во нашиот чамец за време на бура или сме сами? Дали сме човек со визија, човек со насока и цел? Кога сме жртви, тогаш сме луѓе без визија, без насока, а со тоа резултатот е очигледен. Потребна ни е визија, а визијата се добива преку Исус Христос. Драги мои, Божи благослов до вас. Заштитете ја својата цел, својата визија, со тоа што нема да се гледате како жртва. Ви посакувам успех и радост во реализацијата на вашата од Бога дадена цел. Поздрав! Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓурѓевска-Костадиновик, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер